Чистка во полицијата на истокот по трагедијата во кочанскиот клуб Пулс. Министерот за внатрешни работи ги разреши сите началници и командири во Штипската и Кочанската полиција. За да обезбедиме целосно, независна и ефикасна истрага, донесов одлука за разрешување на раководни лица во локалната полиција во ОВР Кочани и СВР Штип и нивно заменување со полиски службеници кои не се од овие места, односно се од Скопје. Ваквата одлука не преюдицира никаква вина, туку е чекор кој треба да гарантира дека процесот ќе се одвива без притисоци, сомнежи или влијание. Во моменти како овие клучно е институциите да работат со највисока транспарентност и професионалност, затоа воспоставуваме оперативна поставеност која ќе овозможи целосна непристрасност со луѓе кои немаат лични или професионални релации со самата средина. Тошковски вели дека внатрешна контрола на МВР дополнително ќе го испитува постапувањето на сите полициски службеници и евентуални пропусти ќе повлечат и соодветна одговорност. Во насока на расветлување на причините за трагедијата, министерот вели дека се извршени неколку десетици претреси, а над 70 лица се повикани на разговор во полициска станица. Меѓу приведените од вчера е и лицето кое го изработило проектот врз основа на кој кабарето Пулс аплицирало за лиценца за работа. 11 лица има одредена мерка притвор во врска со постоење на основи за сомнение за сторено кривично дело 292 тешки дела против општата сигурност во врска со член 288 предизвикување на општа опасност, додека на 3 лица има одреден притвор во траење од 48 часа по член 353В несовесно работење. Тошковски ја потврди информацијата дека спроти кабарето постоел резервоар за нафта, собственост на компанија која нема никаква поврзаност со собствениците на Пулс. Според првичниот увид на МВР во време на пожарот, резервоарот за нафта бил празен. Александар Спасовски, Сител телевизија.